Сум наставничката Ангелина Аризанова од училиштето Видое Подгорец во село Колешино. И овие неколку минути заедно ќе повториме за нестандардните мерки за должина, а воедно и ќе научиме нешто ново. За овој час ќе ви требаат следниве материјали: тетратката по предметот математика, вашиот прибор за пишување, односно моливчето и куничката, работната тетратка по математика дел 1 и едно кутивче кибрид. Сега ве молам натиснете пауза на видеото и земете го кај вас потребниот материјал. Во текот на видеото ќе имате потреба, односно задача, неколку пати да го паузирате видеото за да ги извршите потребните барања. Овој час ќе го започнеме со приказна за едно многу љубопитно девојче по име Сара. Сара многу сакала да мери должина, па затоа со своето линирче во рака одела од соба во соба и мерела разни предмети. Одела од бањата во кујната, од кујната во спалната соба, од спалната соба во дневната соба, се додека не стигнала во трапезаријата. Таму се обидела да ја измери трапезариската маса, ама тоа не ја успеало, бидејќи пред трапезариската маса била поголема од линирчето на Сара. Тоа многу ја растажило Сара. Случката ја забележала мајката на девојчето, која во кујната го подготвувала ручекот. Ама мамичке, како да ја дознаам должината на масата, кога моето линирче е многу мало? Тоа е лесно, Сара. Земи ги своите коцки, постави ги една до друга и ќе ја дознаеш должината на масата. Да, се израдувала Сара. Масата ќе ја измерам со нестандардните мерки. Ти благодарам, мамо. И така, ученици, тоа беше приказната за љубопитната Сара. А сега ние да се подсетиме. Должината на предметите може да ја измериме со што? Со коцки, односно пластичните разнобојни коцкички со кои се играме секој ден и кои помогнаа на Сара да го реши својот проблем. Потоа со спојалки за хартија. Нив најчесто ги употребуваат возрасните. Со моливчињата и со нашите боечки. Должината може да се измери дури и со нашите рачиња, односно со прстите или дланките, па и со нашите ножиња, односно со бројање на нашите чекори или со помош на стапалата. Секако, при мерење со нестандардните мерки има и некои правила, односно, кога се мери еден предмет, нестандардните мерки треба да бидат исти по должина. На првата сликичка, трите спојалки се исти и тоа е точното мерење. А кај втората сликичка гледаме дека е пречкртната, тоа е бидејќи првата спојалка е помала од втората и ова мерење е неправилно мерење. Нестандардните мерки треба исто така да бидат поставени еден до друг. Кај првата сликичка гледаме дека спојалките се една до друга и ова е точното мерење. А кај втората сликичка помеѓу двете спојалки има празен простор, односно тие се оддалечени. Затоа оваа сликичка е пречкртната и ова е неправилно мерење. Ајде сега да го повежбаме овој начин на мерење. Најпрво мериме со коцки. Мериме една тубичка со лепило. Под неа гледаме дека се поставени нестандардните мерки коцки. Да изброиме колку коцки има од почетокот на лепилото до крајот. 1, 2, 3, 4, 5. Лепилото е долго 5 коцки. Следен предмет е едно моливче. Сега, ученици, потрудете се вие да измерите колку е долго моливчето. Паузирајте го видеото и избројте ги коцките. Моливчето е долго 9 коцки. Да провери. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така е. Продолжуваме со една чантичка. Ајде да видиме.
Колку е долга чантичката? Чантичката е долга 7 коцки. Да проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 коцки. Точно така. А сега да мериме со спојалки. Почнуваме со една боичка. Задачата ја знаеме. Пауза, броиме и одговараме. Боичката е долга 3 спојалки. Да провериме. 1, 2, 3. Така е. Наред е лежачето. Колку е долго лежачето? Лежачето е долго 4 спојалки. Да проверим. 1, 2, 3, 4. Токму така. Следува часовникот на Сара. Ајде да провериме колку е долг часовникот на Сара. Часовникот е долг 6 спојалки. Да проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одлично! Рековме дека може да мериме и со нашите ножиња. Еве, овде има една куќа која што е измерена со чекор. Колку чекори е долга куќата? Куќата е долга 5 чекори. 1, 2, 3, 4, 5 чекори. Така е. Креветот го мериме со стапало. Колку стапала е долг овој кревет? Креветот е долг 5 стапала. 1, 2, 3, 4, 5. Токму така. А со нашите дланки може да ја измериме масата, како например на оваа сликичка. Колку дланки е долга масата? Масата е долга 8 дланки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично! А сега, ученици, за вас имам една задача. Со чкорчина од кибрид измерете ја должината на вашите учебници по математика. Ама внимавајте! Нестандардните мерки треба да бидат исти по должина и поставени еден до друг. Откако ќе ја извршите задачата, продолжете да го гледате видеото. Може да започнете со работа. А сега, ајде да мериме и да споредуваме. Едно пенкало и еден молив. Која нестандардна мерка е употребена? Така е, мериме со спојалки. Колку спојалки е долго пенкалото? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пенкалото е долго 10 спојалки. Колку спојалки е долго моливчето? 1, 2, 3, 4, 5. Моливчето е долго 5 спојалки. Да споредиме. Што е подолго? Така е. Подолго е пенкалото. Да мериме и да споредиме една боичка и една штипка за алишта. Која нестандардна мерка е употребена? Така е, мериме со коцки. Колку коцки е долга боичката? 1, 2, 3, 4, 5. Боичката е долга 5 коцки. Колку коцки е долга штипката? Штипката е долга 4 коцки. 1, 2, 3, 4. Да споредиме. Што е подолго? Секако, подолга е боичката. А сега да измериме и да споредиме. Една ножничка и една вилушка.
Која нестандардна мерка е употребена? Така е, мериме со спојалки. Колку спојалки се долги ножичките? 1, 2, 3, 4. Ножичките се долги 4 спојалки. А колку спојалки е долга вилушката? 1, 2, 3, 4. Вилушката е долга 4 спојалки. Да споредиме, што е овде подолго? Секако, предметите се еднакви и двете се долги 4 спојалки. А сега ученици, да се потрудиме и да подредиме предмети по должина, од најкратко кон најдолго. Еве 3 моливчиња. Со која мерка ќе мериме? Така е, ќе мериме со коцки. Задачата секако си ја знаеме. Пауза и да броиме. Колку е долго розевото моливче? 1, 2. Розевото моливче е долго 2 коцки. А колку е долго синото моливче? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Синото моливче е долго 6 коцки. А шареното моливче, колку е тоа долго? 1, 2, 3, 4. Шареното моливче е долго 4 коцки. И кога би ги подредиле, кое е најкратко моливче? Така е, најкратко е розевото моливче. Потоа шареното моливче и секако најдолго е синото моливче, долго дури 6 коцки. Еве едно моливче, една игличка и една играчка ракче. Ајде да измериме и да ги подредиме. Колку е долго моливчето? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Моливчето е долго 7 коцки. А колку е долга игличката? 1, 2. Игличката е долга 2 коцки. А ракчето, колку е тоа долго? 1, 2, 3, 4, 5. Ракчето е долго 5 коцки. И сега, ученици, кога би ги подредиле овие 3 предмети, кое е најкратко? Одлично, најкратка е игличката, потоа ракчето и најдолго е моливчето. Кога меревме досега, еден ист предмет го меревме само со еден вид нестандардни мерки. Сега, ајде ова моливче да го измереме со коцки и со спојалки. Колку коцки е долго моливчето? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 коцки. Ова моливче е долго 15 коцки. А колку спојалки е долго? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Моливчето е долго 6 спојалки. Добивме различни резултати. Ајде да пробаме уште еден пример. Маса да измериме со дланки и со стапала. Колку дланки е долга масата? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Масата е долга 6 дланки. А колку стапала е долга масата? 1, 2, 3, 4. Масата е долга 4 стапала.
При мерење на ист предмет со различни нестандардни мерки, резултатот ќе биде различен. Моливчето е долго 15 коцки, ама само 6 спојалки. Масата е долга 6 дланки, ама кога би ја измериле со стапала, би била 4 стапала. Сега, ученици, за вас имаме една домашна задача. Изберете си една просторија во домот. Дали тоа ќе биде дневната соба, спалната на мама и на тато, вашата детска, по ваш избор. Потоа, ќе ја измерете нејзината должина со чекори. Откако ќе го завршите тоа, ќе ја измерете нејзината должина со стапало. Ова ќе го илустрирате во вашите тетрадки. Односно, ќе ја нацртате собата и преку овие символи ќе ги прикажете резултатите. Ова ќе означува резултатот во чекори, а овој символ резултатот во стапало. Немојте да се чудите ако добиете два различни броја, односно два различни резултати. Ви благодарам на вниманието. До гледање.